Една навидум обична политичка дебата открива колку многу се зовриени страстите што на соговорниците дури им пречи темпото на обраќање на спротиставениот табор. Јас не упаѓам во збор. Добро, еве да се доискажам. Еве брзо ќе зборувам некако вас споро за да го искористам времето максимално. Проблемот со динамиката на говорење постепено ескалира. Далај Лама, позата која зазема еден од ривалите, никако не одговора на високата доза адреналин, вбризгана во и така енергичниот темперамент на конкурентот. Во интерес на диалогот не е да си легуваме во збор. Добро, ако ви е во интерес да трошите време вака споро да говорите и да ве слушаме како се цвета во државава, а не е така, тогаш ајде ќе ве оставам повеле. Не реков дека се цвета. И никој навистина нема кажано дека цути, ама е точно тврдењето дека се тврдело дека нешто е распупено. Китка додуше уште не е видена, ама муабетот фаќа таква димензија, што се обвинува дури и за опрашувачите. И нови мерки. Риториката на СДСМ е во насока на демагогијата на СДСМ во насока на летање на пеперутки и цветање на ружи. Значи, навистина не сте сериозни. Сосредоточено или не, важно е да се има предвид како се сади. Во секој случај, мора да се клекне, ама зем будистичкиот став во кој нема никаква конфронтација, навистина предизвикува нервоза. Коленичите по светот, коленичите. Коленичите. Мислам стварно не би се спуштал. Не се спуштајте, вие можете во некоја агенција за среќа да најдете место, хортикултура, нешто за цвеќење, максимум, така е. Ама ни таму не бива без партнер, како и за кавга, така и за се во животот, и за таков ангажман потребен е партнер. Јинг и јанг. Многу е значајно да ги пронајдеме Ама пријателите. за вас што значи поемот пријател? Пријател Да. значи да си помагаме заеднички. И ништо поинаку. И на крајот, во братскиот стил кој се гради во изминатите 2 недели. Во интерес на диалогот, ако треба и пеперутки ќе летаат, и цвеќења ќе се садиме заедно, Не ни требаат ниту монашка, ниту набилдана реторика во политиката. Потребна е минимум култура и разбирање, за да се засади цвеќе, кое веќе нема да предизвикува алергија.